Зголемената искористеност на јагленот за добивање на струја во производствените капацити во државата, како и порастот на домаќинствата кои ќе се греат на дрва поради енергетската криза, ќе придонеса македонските градови ова зима повторно да дишат загаден воздух, сметат познавачите на приликите. Постои ризик Скопје да биде позагадено тоа што беше ако и понатаму топланите за загревање на Скопје не работат на газ. Неколку студии спроведени конкретно во Скопје покажаа дека користењето на дрвната маса доведува до големо загадување, бидејќи таму согорувањето не е контролирано. Професорот смета дека дополнителен проблем ќе биде и послабиот квалитет на јаглен кој се користи сега за работата на електраните. Квалитетот на јагленот тој може да содржи повеќе сулфур, може да содржи повеќе да речем поедноставна земја и да добиеме поголеми количества на пепел кои што би требало да ги одлагаме. Сега веќе со овој јаглен имаме 15 па и до 20% пепел. Она што е потребно е изградба на дополнителни системи за пречистување на отпадните гасови. Лошиот квалитет на воздухот во Западен Балкан е причина за повеќе од 30.000 предвремени смртни случаи, говорат податоците на Европската агенција за животна средина, додека загадувањето на воздухот е причина пак за намалување на животниот век помеѓу 0,4 и 1,3 години во просек во регионот, укажува заедничкиот истражувачки центар на Европската унија. Има повеќе студии кои да кажуваат директно поврзаност и последица, тука се кардиоваскуларните болести, респираторни болести, карцерогените болести, значи сето она што го дишеме, состава на тие PM10 честички и оние работи што не ги мериме, како диоксини, фурани и други, влијаат и влијаат тоа да се создадат канцерогени заболувања. Околу 4,5 до 5.000 ново заболени на канцер, само на клиниката на Скопје. Ѓоргиевска вели дека не чека тешка зима со оглед на тоа што во изминатите години немало поголеми и значителни мерки. Оваа зима исто повторно станува да се молиме за уште повеќе ветровити денови. Немаме вакви услови, ние буквално ќе биде страшно. Значи ќе имаме вредности што повторно кидат може и 4 цифрени како пред 5 години, мислам. Дрвата не се навремено дистрибуирани да бидат исушени, значи колку се повлажни, толку е поголемо загадувањето. Во студијата на регионалната кампања Обединет Балкан за чист воздух се посочува дека помеѓу 1,2 и 3,4 милиарди евра годишно е економската штета за трошоци за здравствена заштита која ја предизвикуваат јаглените електрани во Западен Балкан. Тетово, Скопје, Куманово и Битола многу често се наоѓаат на листата најзагадени градови во светот. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.